За цели 50% е намалена продажбата на ориз од Кочанско. По информациите дека кај еден производител е пронајден генетски модифициран ориз, производителите и дистрибутерите трпат огромни штети, зашто оризот е носечка земјоделска гранка во Кочанскиот регион. Откупувачите и дистрибутерите на ориз апелираат до државните институции што поскоро да ја расчистат дилемата дали се работи за шверцувано семе од ориз и каде завршило, за да се тргне од пазарот и да се стабилизира довербата на потрушувачите во квалитетот на кочанскиот ориз. Примероци на генетски модифициран ориз, произведен во Кочанско, беа пронајдени пред околу 2 недели од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во меѓувреме, случајот го истражува Државниот земјоделски инспекторат, од каде се детектирани 30 на можни производители. Институцијата работи, ги следи и до крај ќе расчистиме точно каде и како е цела работа. Имаме и сознание која е сортата на ориз, имаме сознание некој список од одреден број на лица кај кој што е можно да се даде тоа, значи ќе се провери. Тоа се прави план за контрола на оваа годишната реколта. Од Министерството за земјоделство потенцираат дека се врши заселен мониторинг на квалитетот на храната. И сега целокупната програма за мониторинг во овој дел се реализира и се спроведува и таа ги открива токму овие аномалии кои што ги имаме. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство вчера имаше прес од Стопанската комора, каде што повтор пат информираше за сите овие констатации и постапки и верувам се она што е во законска надлежност на Министерството и на Агенцијата за храна и ветеринарство ќе биде преземено. Во меѓувреме, од Агенцијата за храна и ветеринарство посочуваат на нови малверзации со храната, овој пат со меленото месо кое се продавало како говедско, свинско или телешко, а всушност содржи голем процент на пилешко. Нови случаи на ГМО храна не се пронајдени.